Радев е еден од најголемите негатори на македонскиот народ и македонскиот идентитет, сегашниот премиер, поранешен председател на Бугарија. Видете му ги сите изјави, слушнете му ги, од кој беше председател, до денес ќе сватите за шо ви зборам. Не да е логично, него е болно разумно, ако можам така да се изразам, екстремно разумно, она што го кажа премиерот, дека без гаранции, дека тука ќе запрат барањата на бугарската шовинистичка влада, на Радев, нема шанси да се отвора уставот и да се внесат оние кои што се нарекуваат оние шакалуѓе бугари, да се внесат во уставот. Дури можам да кажам дека премиерот користеше многу дипломатски речник, со тоа што и објасни дека треба и бугарите да исполнат некој услов, да кажеме да признаат, да кажеме да им дозволат на македонците барем невладина да формираат во Бугарија. Ни тоа не им го дозволуваат. Во суштина, тој дипломатски речник, што го користеше, во суштина значи дечко кој тебе. Тоест, бугари кој ве ебе, вие устав не влагате. Затоа што на сите, на секој нормален човек му е јасно дека особено со Радев на чело на владата како премиер, дека Бугарија нема да отстапи ниту милиметар од нивните агресивни, колониалистички, како асимилаторски барања кон македонците. Што од една страна е многу добро, затоа што конечно некој им кажува во очи на соседите, а преку соседите и на целата Европска Унија, дека Македонија направила доволно отстапки на тој пат кон Европската Унија, отстапки како што не направил никој до сега, на никој во историјата од постоење на Европска заедница, Европска Унија, не му е побарано да си го смени името и идентитетот за да стане член од таа Унија. Втора работа. Сега се покажа дека е тоа така, таа Унија функционира, ќе ви кажам еден пластичен пример, функционира по принципите на најпознатите европски мафии, пред се тука мислам на нормално на сицилијанската, на Коза Ностра, но пред се на Дрангета, калабриската мафија. Затоа што ќе ви кажам еден пластичен пример од човек што лично го познавам, италијан, само да ви кажам за што се работи. Она Европска Унија, у која што се крстиме со години и која што ни е еден вид на звезда водилка, цел кај што треба да стигнеме, и даде на Украина воена помош во вредност од 90 милиарди евра. Повторувам, 90 милиарди евра. Но, со клаузула, со услов, тие да ги потроши, пари да ги потроши на оружје, кое што ќе го купи од европските производители. Освен, ако се работи за оружје, што европските производители не го произведуваат, па тогаш има право да купи од надвор. Замислете. Ја ти дам пари, ама ти мене пак ќе ми ги вратиш. Така што ќе купиш моје оружје. А не знам колку десетици милиони чини, да кажем, еден тенк Леопард на овој германција. Која е врвна технологија. Не знам колку десетици милиони долари чини Леопард, појма немам, да не тропнам глупост некоја неги. Ова многу ми личи на повозрастните генерации, се сеќаваат на еден наш тајкун, Дзинго се викаше. Исто, цело Кратово беше негово, значи сите кратовчани работеа во негови фирми и фабрики, и он место плата им даваше пола плата, пола бонови за храна, што фактички мора да ги трошат бонови за храна, што важеа само неговите ланец на продавници у Кратово што беше. Не можеше на друго место да ги потрошиш. Фактички, пола и поише плата му ја враќаа назад, пошто мора да се јади утек на месец. Која е разликата? Сега ќе ви го кажам пластичниот пример. Имам еден пријател, италијанец, порано тука живееше, еден од некој, нели, службени причини и така натаму и така натаму. И он, да кажеме, има над Реджо Калабрија, тоа е кој селце, ама одма над Реджо Калабрија, на тоа едно ридче,
има таверна стара 120-30 години, кој што негов прадедо ја отворил итана, кој што е многу позната и многу квалитетна храна има, и таму иделе од секогаш звезди од разни сфери од италијанскиот джет сет, спортот и телевизијата и така натаму и така натаму. Значи, внатре кога ќе влезеш у таверната, иначе има огромен подрум, дел е со вина најуба и најскапи, нормално и се има и поевтини, а другиот дел е со, како да ви кажам, со тоа со пармезани, пршути, мислам, што да ви кажам. И кога ќе влезете внатре, целата оваа таверна или како ресторан, како да го наречам, значи има слики со најпознатите ликови што доаѓале тука, кај што се сликани неговиот прадедо, негово време, неговиот татко, баба му, дедо му и чичковците, браќата, сестрите, нели како идат генерации, најпознати личности од ТВ водители, водителки, глумци као Марчело Мастројани, Софија Лорен, спортисти од времето, кошаркари, Дино Менегин од Пост, современиве генерации што ги памтите од Буфон, од Тоти, Моти, значи све што можете да замислите, има поминат у таа таверна. Се. И он ми ја кажуваше приказнава, градоначалникот на, сеако ми ја кажуваше пред неколку години, но не е битно, градоначалникот на Реджо Калабрија, брат на кумот на Дрангета. Брат. И вика, нормално, вика, ние, мојата фамилија, секојаш, вика, плаќала, вика, заштита на мафијава. Нели, тавернава си плаќаш. Месечно одредена сума и така нато, и никогаш, вика, немало проблеми. Никогаш. Значи, не се случил ниту еден инцидент, ништо. Децении, 120, 130 години. И добро. И вика, он ми ја кажуваше причата од он која памти, дедо му негов и баба му, кој што супер ја воделе, мислам дека се уште живи, 80-90 години имаат. Они си имале, мислам, тоа што си плаќаат на Дрангета, и вика, никогаш, вика, проблеми не правеле, ке дојде, вика, кумот, овој гадфадерот, ке дојде, вика, да вечера, да руча со пријатели, вика, никогаш, вика, не му наплатили, ама тој не доаѓа, вика, секој ден, секој втори ден, ке доаѓа, вика, еднаш, два пати у месец, ке доаѓа брат му, вика, градоначалников на доручек, некојаш на ручек, некојаш на вечер, ама пак е, вика, тоа 3, 4, 5 пати у месец, вика, никогаш, вика, ништо, вика, не платиле тоа. Сега, имале они едно, овој, кажи го градоначалникот, некој син по право, внук на овој на Гадфадеров. И тој така бил малце грлат, малце така, нели, пун себе, нели, мој татко му, чичко му, кој се тука ова, но нормално дел од таа фамилија. И вика, у почеток, вика, ке доеше, вика, така, 2, 3, 4 пати у месец од девојка со 20-30 другари, поима неам. Тие, вика, никогаш, моите, вика, не му наплатиле, никогаш, го знаеме кој е. Ама, почнал да си доаѓа многу често, почнал да си доаѓа секој ден. Па да доаѓа, поима неам, со цели друштва, 10-12 души, како, вика, ке вечерат, ке испијат, ке се стане, тамо, чао, се гледаме, пак е доја следниот ден. И тоа више почнало да ги нервира. Јарно, сега, дедо му сега, како сега да, знаеш, како сега да му каже сега на татко му, на овој градоначалников, на ова, знаеш, малце непријатна ситуација. Но сепак, рекол, мој, па преку мој. Рекол, ова не може вака сега, знаеш, доаѓа секој ден, и на доручек, и на вечера, или на ручек, или на вечера, со екипи од 12-15 души, то кошта. И начекал прилика еднаш на доручекот бил овој градоначалникот, таткото на овој, значи, на размазениот син, и му рекола, бе, сеньоре, вака и вака работава, Малиов, твој ова и ова. И овој као, добро, у реду е, нема да се повтори, ке му кажам, не, вика, го немаше 4-5 дена, па вика почна да доаѓа.
Пак истата рутина со 5, со 10 луѓе, со 12, ке изеда ја чао. И баш ка вика имаше почна и да се понаша грлат, ќе викаат, ќе ги замоли, вика персонално ве молам, имаме други познати луѓе тука доаѓаат нели од цела Италија и бизнисмени, ја знаат ова тавернава, курсет ресуладно. И грлати, знаеш, ќе се подначука, ќе, знаеш, оние не некои инциденти од смисла на тепачки, ама непријатни, значи нарушува мирна останатива. И вика ништо не се подобри. После тоа му кажав на татко, ја вика срам, не срам, вика. Еден ден вика доаѓа, вика Godfatherот. Ја вака седнам, викам друже, овој дедово мислам на овој пријател. Друже, ваква и вака е работава. Вика ајде. Не се вика, нека да дојде вика 2 пати, 3 пати у месец, нека дојде и со 10 души, не ми е проблем, нека јаде, нека замине, но ова и ова се случува. И ова Godfatherот, колку е вика должен, а тоа више поминало, не знам колку месеци, со тоа учестало, секој ден доаѓање, еднаш или 2 пати у денот. Колку дужи, и овој му кажал тама некој, не знам колку, десетици илјади евра, цех напред. И овој му го викнал тој едниот што му бил телохранителот, му шепнал нешто. Овој се вратил после 10 минути, вика оди, вика со него, вика тамо внатре да ти плати за ова све. Внучето што јадело, што пиело, што не платило. Вика остеме, тоа вика јас да го средам. Со рибите го легнал. Го легнал со рибите. Внуче од брат. Сега, тоа се што се сурови, окей. Го викнал, пак ова бил кај него на ручек, овој Босов, главниот, го викнал дедо мој, му рекол, случај, вика, овака, вика, не иде више, него, без разлика, дали сум ја, дали е некој друг, кој да е, овде, како ќе руча, кој ќе вечера, пошто ти мене вика, вашата фамилија од секојаш била поштена, плаќала, нели, рекет, кажано на нашки, никојаш вика со вас проблеми не сме имале, ниту вие со нас, ова е расчистено, него од сега па натака, дури јас да сум тука, сите ќе си ја плаќаме сметката што јадеме, што пиеме кај тебе, у таверна. Ама нема потреба, нема потреба, газда, стварно, мислам, не ми е проблем ти да доеш да јадеш да биеш. Не, сите ќе си ја плаќаме сметката. Тоа е вика договорено. И овој дедо му, па добро се, јеби га, ако инсистирате да платите, платете. Му рекол, ама, ти си вика должен, само, пошто во има све, фабрика за конзерви, млекара, прајќи му царили, наместо да функционираш како до сега, а тоа силото, ствари, често пати намирнициве што не ги произведуваат, што ги зимаат за тавернава, ги зимаат буквално као, тоа забрави да го кажам, као стокова размена. Ја тебе ќе ти дам, не знам, произведувам ова, ти мене ќе ми даеш за возврату иста вредност. Тоа и си помагаат селаниве. Не, вика, од сега само ова вика што ние ќе си плаќаме редовно, но ти вика ќе купуваш, вика, појма немам помодоре, конзерви, што дае тоа конзерви што им треба, моцарели, 300 чуда такви работи, не знам сувомеснати, ако овој пршути, нели што прават тама, не знам што прават тама, мартадели, некоја фабрика, вика све од нас ќе купуваш. Кажете ми, која е разликата? Дали има разлика? Паралела. Европска унија на дрангета. И да не го споминjаме пак овој тајку на времето што правеше тоа украто. Принцип е исти, све со остало нијансе, викаше Балашевич. Тоа и ни се случува истото и со нашето членство во НАТО. Само да знаете. Ти издвојаш, не знам сега, 5% од буџет, арно, ама утре, кога купуеш оружје, истиот принцип е, го купуеш од европски производители, од французи и од германци. Ако не е донација, некој джипчиња, кампањоли, појма нема што, го купуеш плюс, фактички. И тоа што го добиваш, мораш да купиш од европски, и тоа што го добиваш гратис, ти фактички си го платил со овие 5%. Нема никаква разлика. Ама никаква. Па сега вие видите.
Мислам дека доста пластично овој ви објасни. Да се вратам на темата. Значи, со бугарите, за жал, тикви не се садат, исто кој да садиш тикви со ѓаволот ти е тоа, ќе ти се скршат од глава, или ќе ти ги скршат од глава. Не можеш да имаш доверба во тие луѓе, никаква. Зборам луѓе, мислам на владата, но и таа влада на избори победила затоа што некоја гласало мнозинство и затоа победила. Значи, ако е таа влада шовинистички настроена кон Македонија, асимилаторски, негаторски, веројатно и гласачите кои што се ја гласале се такви, а тие се мнозинство, така да затоа ставам генерализирам. Ја не зборам за поединци кои што ги разбираат проблемите и спорот и сулудите пореметени барања на бугарите кон македонците, што ја разбираат историјата, има и такви во Бугарија. Ги гледаме, ги знаеме од прилика кои што им плескаат и тамо во очи, глупости правите, ова нема везе, македонците се посебен народ, има такви историчари секакви. Но владата е избрана од мнозинство луѓе, значи мнозинството се согласува со политиките на власта, која што не само што не е санкционирана за незините негаторски, крајно неевропски, антиевропски политики кон Македонија, туку од никога не е санкционирана затоа што со децении продава бугарски државјанства и пасоши. И плюс тоа врбува македонско население, дали во малцинство во Албанија наше, дали тука ги врбува со пари да си го сменат идентитетот. Толку треба да знаете. И толку треба да знаете зошто е важно што конечно некој што е на власт во Македонија не им отстапува, не им клекнува и се обидува да ги заштити македонските интереси во тој абсурден спор, би рекол. Можете да спинувате колку сакате. Од типот дека се користи спорот за тендери, мендери, Мицко да се збогати, овој да се збогати, оне да се збогати. Значи, овие предходни ВСДС го тераа истото и без да ги бранат националните интереси, ако више правиме муавет. Исто тендри-мендри, ама без да го бранат национално. Напротив, го ставија на распродажба македонскиот идентитет. И тие работи од типот, ете тоа се користи како кулиса за која што ќе се одвиваат криминали. Значи глупости. Власта е власт, моќта е моќ, парите се пари. Секоја власт гледа, затоа и луѓето се борат у политика да дојдат до врвот, нешто да чарат за себе, да онадат. Тоа значи многу бенефиции власта, многу ингеренции, многу погодности, многу предности. Но не е све корист. Че тие што се на власт треба да имаат и одредена одговорност кон народот што ги избрал. Оваа власт има одговорност и до сега ги штити македонските интереси максимално. И ке спинуваат, кој што вика Филипче, ја тргнала Македонија, Мицкоски ја тргнал Македонија од мапата интеграција на Европа, од трасата која што води во Европска Унија. Шо треба бе Филипче да прави? На оној негаторен шовинисто да му клекне, да му го задудла? Тоа треба според тебе. Тоа ти планираш да го направиш кога ќе дојдеш на власт и кога ќе почнеш да ослободуваш разноразни нешта, почнувајќи од Алфа телевизија, кој ќе не ослободиш нас. Тоа ти е целта, да не ослободиш нас од нашиот идентитет. Македонците да ги ослободиш од македонството и од тоа ќе не ослободиш. Не ви пречи тоа? Треба да му се кланяш, Филипче, на Радев? На еден еклатантен, докажан негатор на македонскиот идентитет. Треба да бидеш пријател со него? Треба да му ги лапаш спиновите и лагите ко жаба муви? Така треба.
За вас нема проблем. За вас не е проблем што тамо македонците не се признаени во Бугарија. За вас не е проблем што ЕУ не реагира по повод тоа што Бугарија со децении подкупува, врбува македонско население, македонци и им продава државјанство и пасоши. Тоа вас не е проблем никаков. Не е проблем што Европската унија функционира по принцип на најопасната мафија во Европа со години наназад на дрангета. И за тоа вас не ви е проблем. Ама цел ви е Европската унија, европските вредности. И ВМРО малце се отклонил, тоест ја сменил трасата на соката, шините по кои што сме оделе со забрзана, со огромна брзина кон Европската унија. Нели во времето на СДС. Овој не тргнал на друга шина. Кај треба да одиме? Кај овие? Што се полоши од надрангета? По-пластичен пример не можевте да добиете. Сештото што би рекол премиерот на Бугарија Радев. Ете, тоа па се гледаме во некоја друга прилика. Мислам дека доволно кажав. Чао на сите.